Субстанција во руколата и брокулата помага против дебелина. Ново истражување на италијански научници од Универзитетот во Пиза покажува дека субстанцијата глукоеруцин, присутна во руколата, брокулата и прокејот, може да помогне во спречување на дебелината и ублажување на последиците од масната исхрана. Метаболички ефекти. За време на 10-неделното тестирање врз глувци, соединението предизвикало помало зголемување на тежината, пониски нивоа на шеќер и триглицериди, како и намалено акумулирање маснотии во стомакот. Масните клетки станале помали, помалку воспалени и поактивни во трошењето енергија. Трошење калории. Глукоеруцинот го поттикнува процесот на кафеавење ки на белото масно ткиво, овозможувајќи му на телото поефикасно да согорува калории наместо да ги складира. Дополнително, кај субјектите се забележани зголемени нивоа на хормонот тиризин, кој го стимулира согорувањето калории. Иако резултатите се ветувачки, научниците нагласуваат дека се потребни дополнителни клинички истражувања за да се потврдат истите ефекти и кај луѓето. Нутритивна вредност на црешите и лубенуцата. Летните сезонски плодови нудат природна рамнотежа и хранливост без потреба од екстремни диети. Семки од лубеница, наместо да се фрлаат, печените или сушените семки се богат извор на растителни протеини, здрави масти, магнезиум и железо. Сепак, потребна е умереност бидејќи прекумерно консумирање може да предизвика надуеност кај луѓе со чувствително варење. Придобивки од црешите содржат висок процент на вода, влакна, витамин С и антиоксиданти, антоцијанини. Киселите цреши и нивниот сок помагаат при оксидативен стрес, го поддржуваат закрепнувањето по физички напор и го подобруваат сонот. Препораки и предпазливост. Светската здравствена организација препорачува минимум 400 грама овошје и зеленчук дневно. Лицата со дијабетес треба да внимаваат на порциите поради природните шеќери. За разлика од семките од лубеница, коските од цреши се небезбедни за џвакање бидејќи ослободуваат токсични соединенија.